Добро вечер. Централно информативно издание на К1. Околу 18 часот и 40 минути според информациите на секторот за внатрешни работи Велес, на патниот правец градско Прилеп се случила сообраќајна несреќа. Дошло до директен судир на два мотори. Двајцата возачи се повредени и по укажаната лекарска помош во амбулантата во градско, со возило на итната медицинска служба се пренесени на лекување во општата болница во Велес. Секторот за внатрешни работи е на терен и работи на расветлување на несреќата. Еве што друго ќе гледате во дневникот. Во Македонија во последните 10 години платите зголемени за 60%, а пензиите за 70%. Странските инвеститори задоволни од бизнис условите во земјава. 84% од нив кога би имале можност повторно би инвестирале во земјава. Со средства од 2 милиони денари наскоро ќе се реконструира подрачното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадаречкото Марена. Платите и пензиите на граѓаните во Македонија и Црна Гора во последните 10 години имаат најголем раст, додека најмал е растот во Србија. Анализата по која пишува Kurir.rs е направена по повод 10 годишнината од независноста на Црна Гора. Најголем раст на платите и пензиите во последните 10 години имаат граѓаните на Македонија и Црна Гора, додека најмал е растот во Србија, пишува Kurir.rs. Анализата на платите и пензиите на граѓаните на поранешните држави на Југославија е направена по повод 10 годишнината од независноста на Црна Гора, која се прослави викендов. Од 2006 година до денес, жителите на Македонија и Црна Гора имале раст на платите и пензиите, додека во истиот период полошо поминале Хрватска и Србија. Kurir.rs пишува дека премиерот на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, пред прославата на јубилеот, рекол дека просечната плата во таа земја е за 70% изголемена, додека пензиите за 100%. Во Македонија пак платите се зголемени за 60%, а пензиите за 70%. На трето место е Босна и Херцеговина. Ваквиот пласман е делумно последица на ниските почетни основи кои ги имаа овие три држави. Словенија и Хрватска се уште имаат двојно повисоки плати и пензии. Најновото истражување на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија покажува дека странските инвеститори се задоволни од деловното работење во земјава. 84% од нив, доколку би имале можност, повторно би инвестирале во Македонија. Според заклучокот од најновото истражување што го спроведе Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија во периодот март-април 2015, странските инвеститори се задоволни од деловното работење во Македонија. 84% од нив повторно би инвестирале доколку имаат можност. Заклучокот го презентираше председателот на Советот Штефан Петер. Тој потенцирал дека доказ за тоа е одлуката на Ван Хол да отвори втора производна линија, како и најавата на Johnson Controls да изгради уште една фабрика. Со сите оние политики што владата ги донесе, сите економски мерки, можат сите да забележат дека многу странски инвестиции дојдоа во Република Македонија и се уште ќе доаѓаат. Секако сега има еден проблем што политичката криза и со моментумот кога они би ги објавиле своите инвестиции, но сепак се уште компаниите доаѓаат и тоа е позитивен сигнал за граѓаните во Република Македонија. Политичката криза во земјава и нејзиното одолговлекување според странските инвеститори ќе има долгорочни последици врз македонското стопанство. Останува можноста, ако политичкото обкружување се стабилизира побрзо, тогаш би се привлекле нови инвестиции, а постојните да ги прошират своите деловни активности. Советот на странски инвеститори брои 118 членки и годинава одбележува една деценија постоење. По овој повод, на 5 јуни, ќе организира хуманитарен настан. Парите од истиот ќе бидат донирани на народните кујнини из Македонија. Со средства од 2 милиони денари наскоро ќе се реконструира подрачното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадаречко Марена. Учениците од новата учебна година ќе добијат посовремени услови за следење на образовната програма. Средствата за реконструкција ќе ги обезбеди локалната самоуправа на општина Кавадарци.
Подрачното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадаречко Марена со средства од 2 милиони денари наскоро ќе се реконструира. Учениците од новата учебна година ќе добијат посовремени услови за следење на образовната програма. Средствата за реконструкција ќе ги обезбеди локалната самоуправа на општина Кавадарци. Покрај традиционалните прашања поврзани со образованието, со надлежностите или тоа што му е тематска единица, овој пат слушнав и дополнителни прашања поврзани со комуналната изградба на селото Марена, што посебно така ме заинтригира, затоа што децата размислуваат и за микросредината во која што живеат. Во Марена, како што знаете и како што знае целокупната јавност, ни остана во програмата реконструкција на старото училиште. Ги запознав децата дека оваа година тоа што не е планирано ќе го реализираме, така што се надевам дека сите деца ќе се префрлат во новото старо училиште, бидејќи сепак емотивно и тие и професорите се врзани за тоа училиште. Учениците од различни оделенија од училиштето денеска ја посетија локалната самоуправа и се запознаа со работата на градоначалникот Панов, прашуваа и се интересираа за различни теми поврзани и со работата на службите на системот во локалната самоуправа. Го прашавме кои се надлежностите на општина Кавадарци. Како се станува градоначалник? Ти што сакаш да бидеш кога ќе порасне? Доктор. Јас сум пето. Прво. Дружењето од 1 час мина на задоволство на гостите и домакинот. Месеците април и мај по традиција се месеци кога учениците од сите основни училишта се гости на локалната самоуправа. Се продлабочува соработката помеѓу средните училишта Коле Неделковски од Велес и училиштето Станислав Станиша од Новоград, Полска. Денес полските ученици ја посетија локалната самоуправа. Се продлабочува соработката помеѓу средните стручни училишта Коле Неделковски од Велес и училиштето Станислав Сташица од Новоград, Полска. Веќе 6 години овие две општини разменуваат искуства во сите општествени области, а најмногу во образованието. Различните образовни процеси им дозволуваат на двете училишта да црпат новитети и идеи кои подоцна ги применуваат во своите училишта. Дека нешто работиме сами, мислиме дека сме најдобри, дека знаеме се. Меѓутоа, кога ќе споделиме искуства, кога ќе видиме како и на други места, во други училишта, во други држави, ќе украдеме некоја нивна идеја, бидејќи имаме идеја, таа ќе ја разработиме, ќе ја споиме со нашите и секогаш имаме нови настани, нови идеи, нови предлози и секогаш имаме нешто ново да создадеме. Ќе се запознаеме со вашиот образовен систем и сето она што е добро секако дека ќе го пренесеме и ќе го имплементираме. Денеска полските ученици ја посетија локалната самоуправа. Градоначалникот Славчо Чадиев како домакин им посака пријатен престој во Велес и Македонија. Воедно ја напомена важноста на овој проект и цврстата поврзаност со оглед на тоа дека општина Велес воедно е збратимен град на полски Новоград. Ова соработка е традиционална, значи се посетуваат едното и другото училиште, меѓутоа и општините се во непосреден контакт и регионите се со регионот Голенов. Во непосреден контакт, значи се одржува она што е карактеристично, токму целта што е соработка меѓу учениците, односно соработка помеѓу образовните системи и процеси во Република Македонија, Република Полска и со тоа фактички соработка проект кој што е во дел од соработка со Европската унија. Учениците во Велес ќе останат 6 дена. Ќе се запознаат со историјата на градот, со традицијата и секако културните знаменитости кои впрочем ја отсликуваат историјата на овој народ. Истовремено група на ученици од средното стручно Коле Неделковски се во посета на Станислав Сташица во Новоград. Поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам по 18 пати излегува на улица. Повлекување на аболицијата и формирање на техничка влада се само дел од барањата за кои велат дека ќе останат на улица се додека не се исполнат.
По 18-ти пат поддржувачите на граѓанската иницијатива Протестирам излегоа на улиците во Велес. Повлекување на аболицијата од председателот Ѓорѓе Иванов, формирање на техничка влада, вклучување на граѓанскиот сектор во преговорите помеѓу 4 политички партии, се само дел од барањата на граѓанската иницијатива Протестирам. Ја поздравуваме одлуката за враќање во функција на собранието, но не ја прифаќаме селективната аболиција. И бараме подитно да има повлекување на аболицијата од председателот Иванов. Од граѓанската иницијатива Протестирам најавија дека протестите ќе продолжат се додека не се исполнат нивните барања. Иселените жители од селото Клисура го одбележаа христијанскиот празник Летен Свети Никола. Света божествена литургија отслужија свештени лица. Христијанскиот празник Летен Свети Никола го одбележаа иселените жители од селото Клисура, кој е заштитник на селото. Света божествена литургија отслужија свештени лица. Традиционално и оваа година присуствуваа голем број иселени лица од родниот крај, како и жителите на Димиркапија и други општини. За време на престојот, иселените клисурчани ги посетија своите разурнати родни огништа и се подсетија на спомените на животот од пред 1956, кога и овде се појави миграцијата село-град, населувајќи се претежно во Димиркапија. Општина Демиркапија посветува големо внимание на село Клисура, кое ги има сите услови за развој на селскиот туризам. Во текот на изминатиот период, покрај извршените градежни работи во црквата, селото доби електрично осветлување. Изграден е асфалтен пат во должина од 1 километар. Од општината информираат дека е планирано и изградба на водовод и асфалтирање на останатиот дел од патот. Сето ова придонесе да се изградат и викенд куќички, во кои иселените жители од пролет до есен за време на викенд доаѓаат во својот роден крај. По неколкуте одложувања поради временските услови, општина Велес согласно Законот за заштита на населението од заразни болести го спроведе првото авионско третирање против комарци. Општина Велес согласно Законот за заштита на населението од заразни болести го спроведе авионското третирање против комарци. Во раните утрински часови третирањето го спроведе овластена фирма која има одобрение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Авионското третирање против комарци се вршеше час и половина со препарат одобрен од Министерството. Акцијата беше спроведена од Јазор Младост, село Отовица, местност Јарбош, по течението на реката Вардар, од север до Башино село низ Велес, се до вливот на реката Бабона и село Горно Караслари. На запад границата започнува од населбата Превалец преку населбата Керамидна кон фабриката Киро Ќучук и село Горно Оризари. Со третирањето беше опфатено целото градско и приградско подрачје, како и целото течение на реката Вардар на овој потек. Општината апелираше до пчеларите да ги затворат кошниците, при што ќе ги заштитат пчелите од евентуални влијанија на препаратот. Председателот Иванов на самит во Истанбул завршува мандатот на Иво Орав како шеф на делегацијата на Европската Унија во Македонија. Ова се вестите од земјава. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска и утре учествува на светскиот хуманитарен самит што се одржува во Истанбул, во организација на Обединетите нации. На отворањето на самитот Иванов истакна дека неопходен е континуиран ангажман во мировните процеси, што ќе овозможи трајно решавање на конфликтите. Председателот Иванов истакна дека Република Македонија како земја кандидата за членство во Европската Унија се приклучува кон изјавата и позициите на ЕУ, според кои потребно е изнаоѓање на политички решенија за актуелните конфликти. Повикуваме на почитување на меѓународниот кривичен суд, а ги занемеруваме пресудите на меѓународниот суд на правдата. Ќе ве потсетам дека веќе 5 години Македонија чека меѓународната заедница да испочитува пресудата на врвниот светски правен авторитет, меѓународниот суд на правдата. Двојните стандарди го суспендираат меѓународното право и оставаат простор за анархичност во меѓународните односи. Алтернативата на меѓународното право и меѓународниот поредок е глобалниот хаос и глобалниот непоредок.
На светскиот хуманитарен самит учествуваат околу 5000 учесници, вклучувајќи шефови на држави и влади од 50 на земји, лидери од кризните региони, раководни лица на меѓународните организации, представници на приватниот бизнис сектор, како и представници од граѓанскиот сектор. Мандатот на Иво Орав како шеф на делегацијата на Европската Унија во Република Македонија завршува. На негово место ќе биде именуван нов амбасадор што ќе го представува Брисел во македонската држава. Процесот на селекција за следниот шеф на делегацијата е во тек и името ќе биде објавено кога постапката за избор ќе биде завршена, истакна потпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчик. Словенечкиот дипломат Самуел Жбогар и актуелниот британски амбасадор во Скопје Чарлс Гарет се можни кандидати за нов амбасадор на Европската Унија во Македонија. Мија пренесува дека словенецот Жбогар има поголеми шанси да го наследи Орав, пред се поради неговото познавање на Балканот и екс-југословенските републики, но и позитивното искуство како специјален представник на ЕУ во Косово. Одговарајќи на новинарско прашање за време на посета на основно училиште во Скопје, британскиот амбасадор во Македонија Чарлс Гарет негира дека е еден од можните наследници на евроамбасадорот Иво Орав. Иако од Европската служба за надворешни работи не потврдуваат конкретно, мандатот на Иво Орав како амбасадор на Унијата во Македонија се очекува официјално да заврши во јули, при што следниот месец веќе би бил направен официјалниот избор на негов наследник, кој ќе ја превземе функцијата во август или најдоцна септември оваа година. Во Еквадор откриена подморница на која имало 1 тон кокаин, над 100 загинати во нови 7 експлозии во Сирија, убиени над 45 лица во Јемен. Ова е светот денеска. Полуподморница на која имало 1 тон кокаин откриле еквадорските власти во близина на островот Галапагос, соопшти еквадорската крајбрежна стража. Еквадорскиот заменик министер за внатрешни работи Диего Фуентес изјавил дека операцијата за запленување на дрогата е извршена во соработка со полициските сили на Еквадор и Колумбија. Полуподморницата е пресретната во близина на островот Хеновес во северниот дел на архипелагот Галапагос на околу 1000 километри од еквадорскиот брег. Еквадорските власти кон почетокот на мај соопштија дека од почетокот на годината заплениле околу 26 тони дрога, главно кокаин, кој најчесто бил наменет за странски пазар. Во операцијата се уапсени 3 лица. Во 7 експлозии кои ги потресоа западните сириски крајбрежни градови Тартус и Џабле загинале над 100 лица, информира BBC. Нападите кои што били извршени во градот Тартус загинале 48 лица, а во Јаблех убиени се 53 лица, соопшти Сирискиот центар за човекови права со седиште во Велика Британија. Државните медиуми објавија дека и автобуски станици и болница се меѓу целите на нападите. Сириската државна телевизија јави дека нападот врз автобуската станица во Тартус е извршен од најмалку еден бомбаш самоубиец со помош на автомобил бомба. Во соопштение објавено на интернет, одговорноста за нападите ја презеде групата Исламска држава, наведувајќи дека цел на нападите биле алавитите. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена облачност. Температурата во интервал од 17 до 27 степени. За утре метеоролозите најавуваат слично време. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатно.